Добро, денеска сме повторно на терен во Сопиште. Како што кажавме во минатото, почнуваме со акција на терен, да промените се случуваат, ние сме заедно со народот, заедно на терен да видиме што градат и што прават нашите градоначалници, но и како пратеници да видиме кои се нивните маки и потоа секако да можеме да со амандмани преку ребаланс на буџет да можеме и да помагаме. Денеска бевме во населеното место Ракотинце, каде што градоначалникот веќе спомена, се гради канализација околу 3000 метри, да го пофаламе јавно и градоначалникот, бидејќи во минатото ова го ветуваше, денеска можеме да видиме дека се остварува на дело. Тука сме исто така втората градинка која што се гради во општината Сопиште за отприлика 80-90 дечиња каде што ќе можат да се сместат. Исто е така за поздрав и ќе продолжиме понатака и со изградбата да видиме на Домот за културата, каде што исто така беше едно од ветувањата на градоначалникот. Јас себе ќе потенцирам дека многу работи се ветија на овие локални избори. Овој градоначалник постојано низ годините ветува, но и со тешки финансиски проблеми може да видиме дека насекаде се гради, има многу проекти и да ги поздравам и советниците на ВМРО ДПМН и сите останати што даваат придонес во општина Сопиште да има проекти. И тоа е за поздрав и ќе продолжиме вака на терен. Денески тука се заедно со нас и пратениците Синиша Стојановски и Бети Стојчевска од ВМРО ДПМН за да разговараме и за сите други теми што се поврзани со финансирање на проекти, со ребаланс на буџет и така натака, за да утре и ние како пратеници да помагаме. Но целата нова акција е да бидеме тука на лице место, да бидеме со граѓаните и се разбира да алармираме ако е нешто потребно за плюс проекти, зашто знаете, проектите се за сите граѓани, а ние идевме со мотото дека Македонија за сите вои. Благодарам. Ако имате прашање, повелете. Ваш коментар околу отворањето на така наречениот бугарски културен клуб во Битола? Благодарам на прашањето. Многу разногласие, но сите официјални лица во Република Македонија ги нема. Зборам за премиерот Ковачевски, зборам за така наречениот министер за надворешни работи, барем да гукнат на ова прашање. Гледаме ги нема, јас ги повикувам барем да кажа што они мислат, бидејќи они треба да водат државата. Јас би кажал дека ова е срамно. Зашто е срамно? Човек што соработувал со фашистите да го славите, тој лик и дело, мислам дека тоа не води кон добрососедство. Замислете па у позадина што се преговара со некој така наречен договор што се крие од јавноста и затоа го повикуваме министер за надворешни работи да појасни дали ова добрососедство, дали ова треба да се случува или не треба да се случи договор. И тоа е една теза што треба да се отвори. Дали се подготвува терен да нема договор и со вакви провокации, ниски провокации, да се тера така нареченото добрососедство. Они како Бугарија може да си отвараат центри за што сакаат и они дали ќе слават фашисти администратори или така натака, тоа е нивно право. Но ја гледам тука оние луѓе што наведум се избрани од народот да кажат нешто. Не се работи дали се бугари, македонци, па или од која бива друг етникум или слично, ако некој соработувал со фашистите или така се нарекуваат, тие соработници така се нарекуваат, треба едноставно да немаат клубови за пријателство. Но што е поважно според мене? Поважно е да се види реципроцитет. Зашто македонците во Бугарија не може да отворат пријателски клуб? И тоа е многу сериозно прашање, јас често пати го говорам на телевизија. Реципроцитет мора да има. Има македонци што живеат во Бугарија и они се распознаваат како македонци со својот дух, со својата историја, со својот идентитет. И ако сакаме да имаме Европа и да бидеме заеднички пријатели и добри соседи, со вакви провокации не треба никој да се служи. Но на крај пак ќе кажам, има ли представници на владата што барем ќе кажат еден збор и ќе го осудат се тоа. Видовме некои го осудија, но изгледа тој чин во Битола некој помогнал да се случи. Видовте колку имаше обезбедување, видовте дека некој па и од СДСМ и од другите партии скандира со аплауз или слично, но целта е ајде да направиме една заедничка изјава сите да кажеме дека ова е погрешно. Еве ги повикуваме сите партии, бидејќи знам дека потено во себе и многу партии не го почитуваат ова што се направи, бидејќи не е во духот на добрососедството. Господин Мисайловски, околу протестите на СОНК, владата вели дека тие 10% се сосема доволно за образованието и ги обвинуваат СОНК за неодговорност. Благодарам на прашањето. Јас би порачал да престане власта со притисоци кон СОНК и кон професорите и сите оние наставници. Легитимно е барањето на целиот наставен кадар да се зголеми платата. Во Македонија све поскапе. Поскапе зејтинот, брашното, енергенсите, струјата, водата, се поскапува во Република Македонија. Затоа наместо вакви закани кон тие луѓе нека седнат овие од власти, нека направат навистина еден добар социјален диалог, да има
фер понуда за сите професори и наставници и да го добијат она што го заслужуваат. Ние застануваме на страната на наставниот кадар и наместо демагоги и закани од власта, нека седнат и нека го најдат заедничкото решение, бидејќи тие луѓе, навистина таа фела заслужува многу повеќе, бидејќи тие се оние што го пренесуваат знаењето на сите генерации. Благодарам многу.